Денеска ќе разгледаме една тема која што е секојаш актуелна, би рекол. Насловот, подосна самите ќе го откриете. Оти ако го кажам насловот да не фатите џом, што викаме, преку врата. Во ред, ќе отвориме на почеток во Откровение 13 глава. Глава која што, иако не беше префрлено малку, дека треба малку повеќе да обрнеме внимание, барем не толку за нас, колку за оние кои што се не следат по интернет, да малку повеќе обрнеме внимание на пророштвата, меѓутоа денеска не толку можеби ќе зборуваме за пророштвата, но еве ќе стартуваме, ќе почнеме од 13 глава Откровение, која што глава треба на памет би требало да ја знаеме. Зашто станува збор во оваа глава? Се опишани овде двата звера, жигот на зверот е спомнат. Повелен, Јани? Да. И знаеме, ние знаеме кој е првиот звер, меѓутоа еве да кажем за оние кои што не гледаат, во 13 глава се опишени два звера. Првиот звер е папството, како систем. Вториот звер е... Кој е вториот звер? Добро. Соединетите американски држави и не само тие, туку целиот тој систем на сила кој што стои, кој што ќе го засили, ќе му даде сила на првиот звер. И еве да читаме од 15 стих таму некаде. И му се даде да вложи дух, овде вели во бистата, односно во иконата на зверот, ќе кажам. Значи, првиот звер, змеот му дава сила да вложи дух во иконата на зверот, та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои што нема да се поклонуваат пред иконата на зверот. И ги направи на сите мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави белек на десната рака, односно жик, значи, на десната рака или на челата нивни, та никој да не може ниту да купи, ниту да продава, освен оние кои што ги имаат тој белек, или името на зверот, или бројот на името негово. Ова се настани кои што престојат, меѓутоа ова се настани кои што ќе го одбележат, односно ќе го заокружат на некој начин одвојувањето на, како сакате, овците од козите, или на житото од каколот, или каколот од житото. Во 8 стих, значи малку погоре, во истата глава, вели и ќе му се поклонат, кој ќе му се поклонат сега на зверот, или на оваа сила светска, сите земни жители, страшно е ова кој ќе слушнеме, сите земни жители, освен, односно да, продолжува понатаму, чии имења, кои се тие сите кои што нема, кои што ќе му се поклонат, чии имења не се запишани во книгата на животот на јагнето заклано од создавањето на свет. Значи, кога сме овде, кај зборуваме за книги, за запишување, за такви работи, најбитното прашање е дали нашите имења ќе бидат запишани во оваа книга. Ако не е така, тогаш ќе му се поклониме на зверот. Значи, не е битно дали сме запишани, нашите имења се запишани во црковната книга, која што, патем речено, ја немаме. Мислам, ние овде. Молим? Аха, значи, од таа црковна книга се избришани имења. Значи, не е битно дали во таа книга нашите имења се запишани, туку дали се запишани во книгата на животот, во таа горе. Тоа значи, со други зборови, дека, одnosno прашање, дали ќе има верници кои што ќе го добијат жигот на зверот? Верници подразбирам оние кои што исповедаат, значи, се верници, членови на црквата. Значи, одnosno, друго прашање, дали ќе има такви чии што имења ќе бидат запишани во црковната книга, ама ќе ги нема во другата книга.
Така. И сега да отвориме во Матеј 13 глава. И да ја видиме на парабола за каколот. Матеј 13 глава, овде се повеќе параболи, тука и за сејачот параболата, и повеќе други, за квасецот, синаповото зрно и така натаму. За каколот параболата почнува таму од 24 стих, 13 глава, Матеј 24. И друга парабола им кажа, велејќи: Царството небесно прилика на човек што посеал добро семе на својата нива, но додека спиеа луѓето, дојде неговиот непријател и посеја меѓу житото какол, па си отиде. Ако го израсна растението и донесе род, кога израсна житото и донесе род, тога се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа: Господаре, нели добро семе посеја на нивата своја, од каде сега пак овој какол во неа? А тој им рече: непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа: сакаш ли да одеме и да го исплевиме житото? Односно да го извадиме каколот, нели, со други зборови. Но тој им рече: не. Да не би, корнејќи го каколот, да искорнете заедно со него и жито. Оставете нека расте и едното и другото заедно до жетвата, а за време на жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врсете го во снопови, за да изгори, а житото приберете го во мојата житница. Че овде гледаме дека во црквата има и жито и какол. И сега една друга работа забележуваме овде. Значи, дали тоа е наша работа, дали ние знаеме што е какол, што е жито? Гледаме од параболата дека, поради тоа што ние немаме такво сознание, нам не ни е дадено, еве, слугите вели овде, рекоа: дај да го исплееме житото. Не. Затоа што може да се случи да покрај житото, односно покрај каколот, значи, искорнете и жито. Значи, ние не знаеме кој е што. Ние не ја познаваме внатрешноста, ние не го познаваме срцето на било кој од нас. Затоа таа задача му е дадена на друг, на жетварот, кој што ќе дојде со српот, и тогаш тој ќе ги одвои каколот и житото. Тој ќе знае кој за каде е. Нам тоа нешто не ни е познато. А зашто не ни е познато? Што вели овде? Дека дури и таму кога ќе узре плодот, дури тогаш се гледа разликата меѓу житото и каколот. Блаже може подобро да каже колку се слични со житото, и дури кога ќе читате во Христови параболи, книгата, ќе видите дека дури кога ќе донесе плод житото, кога ќе узре и ќе висне надоле од плодот, а каколот си останува нагоре, понатаму, што нема плод таму. Нема што да натежни. Дури тогаш се гледа разликата, а за цело време на нивниот развој тие се толку многу слични. Не може човечко око да направи разлика. Само Господ го знае. Сега, спомнавме веќе 13 глава Откровение, сега отвориме во 14 глава. Што е тоа? Кој е тој настан? Што е тоа што ќе го започне решетањето? Зборувам за она физичко видливо решетање, затоа што ќе видиме дека постои едно друго решетање, невидливо решетање. Кој е тој настан? 14 глава Откровение, читаме 9 и 10 стих. Што имаме во 9 и 10 стих? Ајде, ова се стихови и дел од Библијата кој што исто така треба на памет да го знаеме. Ова е третата ангелска вест овде, опишена 9 и 10 стих. И трета ангел по него најде, повторио, значи, зборувајќи со висок глас: кој ќе му се поклони на зверот и на иконата негова и прими белек, односно жик на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино неразводнето излеано во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнет. Повторно се навраќаме на овие настани, на овој момент, односно ова е предупредувањето кое што ние како Божи народ треба да го проповедаме и носиме до светот денеска. И првата, и втората, вклучително еве и третата ангелска вест. Предупредување за зверот и за жигот на зверот. Затоа што тој што ќе го добие жигот на зверот,
Претходно видовме, неговото име не е запишено во книгата на животот и еве кај ќе заврши тој. Тој е всушност во каколот. Тој е спремен за да биде изгорен. И потоа читаме од 14 стих: и видов ете светол облак и на облакот седеше сличен на синот човечки. На главата на своја тој имаше златен венец, а во раката остар срп. Време за жетва. Плодот е узрен. И друг ангел излезе од храмот и извика со силен глас на оној што седеше на облакот: замавни со српот и жнеј, зашто дојде твојот час за жетва, бидејќи житото на земјата е зрело. И оној што седеше на облакот го фрли српот свој на земјата и земјата беше пожнеана. Еве го решетањето. Физички тогаш сите ќе знаат, ќе гледаат кој на која страна е. Ќе се гледа, значи тоа ќе биде видливо из секој од нас. После кој настане ова? Што забележавме? 9 и 10 стих што беше? Третата ангелска вест. После тоа предупредување, после жигот на зверот, после, значи, неделниот закон, кратко после тоа доаѓа жетвата. Односно, со неделниот закон, со овие мигови, видливо ќе биде, ќе се знае кој на која страна е. Но, што до тогаш? До тогаш ќе нема разлика меѓу верен и неверен. Видовме од параболата со житото и каколот. Сега се вратиме пак во Матеј 13 глава и малку да се подзадржиме, да го поразгледаме малку подлаво го 26 стих. И веќе го прочитавме, меѓутоа да видиме што вели овој стих повторно. Матеј 13:26. Че видовме кои се настаните кои што ќе го активираат, ќе го започнат решетањето, она видливо, физичко. Видите што вели 26 стих. А кога израсна растението, житото, кога израсна, кога почна да рти, кога почна да расте, и донесе род, тога се појави и каколот. Сега, видовме, го протолкувавме овој стих. Дури кога ќе донесе род, тога се разликува од каколот. Но да ве прашам овде, да се задржиме на оној прв степен на развој на тоа растение, односно на жито. Кога израсна растението, како рти? Што му треба на едно растение да изрти, да порасне? Во ред, поточно овде барав да ми се каже вода, дошт. Дошт е потребен. Најавуваат оваа година дека ќе има богата жетва во Македонија, од проста причина што имавме богат и добар, изобилен позен дошт, или оној доцен дошт. Но за да изрти растението, му е потребен кој дошт? Оној ран дошт, така наречен. Тие два дожда, два вида на дождови се спомнати во Библијата, ран и позен. Раниот дошт е битен за да изрти тоа растение, за да, значи, први умре тоа семе, кое што е закопано во земјата, потоа изрти и донесе нов живот. Почна да расте. А за да донесе плод е потребен оној позен дожд. Сега, но, кога паѓа дождот, покрај тоа што му дава да изрти и да почне да расте на житото, му дава сила да изрти и да почне да расте и на каколот. Така да покрај житото имате и какол, имате плевел. Значи. Тоа е просто да се заклучи. Раниот дожд. Како што ни е познат раниот дожд во духовна смисла нам, како на христијани во Библијата? Што подразбираме по ран дожд? Кога се излел раниот дожд во Божјата црква? Еве, за недела дена, не знам за колку ќе дојде познатиот празник Дувовден, Педесетница. На Педесетница се излел раниот дожд врз Божјата црква. Значи, под ран дожд, доцен дожд, подразбираме излевање на Светиот Дух. Зарем не така? Сега. Во духовна смисла да размислиме, што е тоа закупување на семето во земјата? Нашето потопување, еве да кажеме, со крштевањето, умирањето, за да изрти тоа семе, за да роди, за да настане наново раѓање, како што го опишуваме, значи обратувањето во животот, треба да умре тоа старо семе, стариот живот,
И потоа почнува ново. Меѓутоа за тоа е потребен пак Духот Свети. Духот Свети е тој кој што делува во нашите животи, не довел во црква, не довел кај Господа. Духот Свети. Господ, нели, сушност. Со други зборови. И сега Духот Свети е тој кој што помага во целиот тој наш раст, во текот на целото време. Зошто беше пратен Духот Свети, што вели тамо, тие глави се некаде можеби летово или есента ќе ги проучуваме, значи 14, 15, 16 глава Јован Евангелие. Зошто беше пратен Духот Свети? За да не осведочи за грев, правда, суд, за да не вика доведе до сета вистина. Значи, во текот на целиот тој наш развој, во духовна смисла, Светиот Дух постојано не подсетува на вистината, постојано ни открива нови нешта од Божјата реч и што се случува? Или ќе кажеме да, го прифаќаме тоа слово што се однесува на нас и делува и го трансформира нашиот живот, меѓутоа можеме да кажеме и не, Господе. Тогаш, дали од нас ќе се развива жито, кој што после одредено време со позниот дожд ќе донесе и род, или пак нешто друго се случува? Дали можеме не стануваме какол? Кога викаме не на делувањето на Духот Свети во нашиот живот. Значи, кога ќе биде донесен жигот над зверот, неделниот закон, не знаеме сите тие настани, само ќе се разоткрие всушност, ќе се покаже што во суштина ние цело време сме биле, што сме биле во душа, какви сме биле. Видливо ќе биде пред сите кој е кој го следи Господа, а кој тргнал под зверот. А видовме тамо дека мноштво, односно цел свет вели ќе тргне под зверот. Што значи дека еден друг процес на решетање кој што е невидлив се одвива буквално секој ден. Буквално секој ден. Што невидливо решетање да го наречеме. Значи, некој од нас може би седи денеска во црквата, а може би веќе изрешетан. Исплевен. Значи, не значи дека ако е во црквата, дека готово загарантирано е спасението, и тој ќе биде во житото и Господ ќе го смести во својот амбар. Не. Меѓутоа спомнавме дека не сме ние тие кои што можеме тоа да го оцениме, нити пак ние сме тие кои што можеме да ја прочистиме црквата, затоа што нам не е дадено. Ние имаме многу ограничено сваќање и погледи, ние не гледаме на срце, ние гледаме на појава, на надвршност. И не можеме да кажеме што е жито, што е како. Тоа е Божја работа, но значи секој од нас би можел да биде во еден одреден момент изрешетан, меѓутоа фала на Бога што се уште трае времето на милост. Но тоа еден ден ќе престане. Не прочитаме сега мал коментар тука од Елен Вајт во Христови параболи. Кај што вели Христовите слуги се ожалостени кога ќе видат како во црквата се мешаат вистински и лажни верници. Мислам, Јани спомна, разочарување. Да, живееме во време кога е стварно тешко време, криза постои во црквата и разочарувања. Човек кога гледа што се случува, навистина може да падни во депресија, буквално од сето тоа што го гледа. Но вели Господовата слушкиња Елен Вајт, Христовите слуги се ожалостени кога ќе видат како во црквата се мешаат вистински и лажни верници. Тие настојуваат на некој начин да ја исчистат црквата. Ама, како и слугите на стопанот на нивата, тие се подготвени да го искоренат плевелот во својата ревност. Но Христос им вели, не, да не би собирајќи го каклот да ја откорнете со него и пченицата. Оставите ги нека растат заедно до жетвата. Христос јасно нагласува дека сите што упорно и отворено грешат мора да бидат одвоени од црквата. Тоа е веќе јасно. Но, не ни ја предал нам задачата да ги оценуваме карактерите и побудите на луѓето. Кој сме ние да можеме да читаме побуди кај луѓето? Тоа е внатрешно, тоа е нешто што само Господ го знае и таа самата личност. Ние воопшто не можеме. Ние можеме да се правиме филмови само од она што го гледаме, од оние надвршни слики, како што и често пати знаеме да западнеме во такво нешто. Кога би се обидели од црквата да ги искоренеме оние кои што ги сметаме за лажни христијани, ние, според наши стандарди,
што би се случило? Хаос. Може да се случи според наш стандард 90% од оно што ќе го искоренеме днес жито. Значи, кога ние би се обидели од црквата да го искоренеме оно што го сметаме за лажни христијани, сигурно би направиле грешки. Често токму тие што Христос сака да ги привлече кон себе, ние ги прогласуваме за безнадежни случаи. За Господа нема безнадежен случај. Ние може ќе прогласиме некој за безнадежен. Може би седи тамо последна клупа, не знам, не заинтересиран, воопшто нема никакво учество во богослужение, не крева рака, не учествува, не коментира на поуки и така натаму ќе речеме, овој ептен е пропаднати за. Кога ние би се занимавале со овие души и нивниот случај би го решавале сообразно со нашите несовршени судови, може би им ја одзели и последната надеж. Видумајте, ови се силни зборови. Мнозина кои себе си се сметат за христијани на крајот ќе бидат прогласени како лесни. Че па од друга страна се, оние кои што се сметаат за многу побожни христијани, па дури сакат да ја чистат црквата, не знам од како, дури тие може би ќе бидат прогласени на крајот за лесни. Божите стандарди не се човечки. Неговите мисли се многу над нашите, нели? Стихот што вели. На небото ќе се најдат многу такви кои нивните соседи ги сметале за недостојни за небото. Како беше онаа мисла, од 3 нешта, ако се најдеме на небо, дај Боже, нели, таму сите да видиме, ќе бидеме 3 пати изненадени, од 3 нешта ќе бидеме изненадени. Првото изненадување ќе биде што вие сте самите таму. Второто изненадување што нема да ги видите оние кои што сте мислеле дека треба да бидат таму, а третото изненадување што ќе ги видите оние кои што се сметале дека никош нема да ги видите. Нема шанси, не заслужуваат небо. Па, затоа што ние гледаме човечки, тоа е, го читаме текстот. Луѓето судат според изгледот, а Бог суди според срцето. Каколот, односно плевелот и пшеницата треба да растат заедно до жетвата, а жетвата е крајот на времето на проверката. Жетварот доаѓа, жетварот си знае работата. Но, како што спомнав, што се случува во нашиот секојдневен живот, каков е нашиот развој, како ние одговараме на повиците на Духот Свети. Дали викаме да, Господи, нека биде Твоја волја, или пак велиме, знаете, денеска има луѓе кои што ќе им прочитате јасен цитат од Духот на пророштвото, во ред, може да се злоупотреби често пати и Духот на пророштвото, меѓутоа зборам за, значи црно на бело јасно, нема тука лево, десно, тоа е. И тие ќе ви речат, ќе продолжат да речеме со истиот живот, може би некоја шете загрижени, ќе сакате се молите со нив, да им кажете на нешто, тие ќе речат, а остајме сега, јас Светиот Дух мене не ме осведочил се уште. И јас се прашувам, колку посилно осведочување ви е потребно од Словото Божие, од она што е вдахновено. Значи, она што е јасно, зборуваме за оние предмети, теми кои што се толку јасни. Нема потреба посилно осведочување. Меѓутоа, ете, треба да се молиме еден за друг, затоа што нема живот на зверот да одреди кој е кој. Тој само ќе обелодени, ќе открие кој веќе е, што е всушност цело време. Ќе открие што е во душата. Значи, секој ден е битен, секој Божи ден, секој ден што да го дава како значи, дар на својата милост е битен во нашиот развој. Дали од нас ќе биде жито, дали ќе донесеме богат плод или пак ќе завршиме во, не дај Боже, во другата група, во каколот. Главното прашање е дали сум во црквата. Сега, ако сум во црквата, не значи дека сум во црквата. Божјата црква. Може би сум во црквата, а всушност сум во секта. Што би рекол братјани. Си живеам така наречен христијански живот пред некои своји стандарди, а не според Божиите. Но, пак ќе кажам, слава на Бога, се уште трае милоста, не е касно, ама времето одминува. Треба да бидеме сериозни. Еве, да видиме како може би се случува на некој начин тоа невидливо решетање. Да разгледаме параболата сега за сејачот и семето. Малку накратко само. Ќе ги погледнеме стиховите од 18 до 23, каде што е толкувањето на самата парабола. Знаете, едно семе паѓа на каменлива почва,
односно првото по крепат, па на камелија, после па меѓу трње и она што е на добро тло. Да ги спомнеме сега трите случаи, каде што семето не успева, не носи плод. 18 стих вели, вие пак чујте ја параболата за сејачот. Значи, 13 глава Матеј се вративме таму, или се уште сме таму всушност. Кај секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посејаното во срцето негово, ете, тоа е посејаното по крепатот. Ке забележиме дека секогаш во секој од овие стихови се спомнува словото. Всушност, словото го предизвикува решетањето. Односно, нашиот однос према тоа слово, дали го примаме или не. Овде вели, го слуша словото, значи доаѓа во црква, го слуша словото, не го разбира. Ама не дека е нешто многу тешко за разбирање, ама може да си вели, ова не се однесува за мене. И тоа е неразбирање. Да сватите дека таа порака е за вас, а вие ќе речете, па не, ова не се однесува за мене. Ама ова не е за мене. Ова е за, овој тука братот, сестрата пред мене. Секојаш знаеме за кого нешто се однесува, но за себе кога е, тогаш е проблемот. Или пак може да дојдеме и тука незаинтересирани, проповедникот кој го слуша, може некој дреме, спие, некој тамо гледа преко прозор и нема да примети, да го слушне она токму што се однесува за него. И ќе дојде лукавиот и ќе го однесе семето, кој што може би било баш она најбитното за да донесе плод во нашиот живот. И така, ние мислиме дека сме жито, а всушност може би растеме како. Еве вториот случај. Посејаното на камен е оној кој што го слуша словото и веднаш со радост го прима, но нема во себе корен, не е постојан, односно непостојан, вели, дојде ли неволја или гонење или искушенија, она, тешкоти во животот, заради словото, внимавајте, гонење и било што заради словото, повторно, веднаш се соблазнува. Сте се соблазнале, ви изнервирал некој, ви префрлил нешто, ви рекол и седите дома, не доаѓате во црква. И па прашање е, значи, дали може би се развивате како жито или како какол? Јас лично, значи, може би ќе заличам сега на сестра Олгица, може би, без разлика што не е она тука, и да беше ќе го кажев ова, значи, никој жив мене човек не може да ми истера од црква. Ете, тоа се нејзин избор. И мои се, лично да ви кажам. Односно, што сакам да кажам со тие мисли? Што сакаат може да зборуваат, што сакаат да ми зборуваат зад грб, да ми префрлаат, не знам што, не може да ми истера никој од црква. Зборам, не физички може би од црква, иако и кога сум веќе тука е, таа црква е, но од Господа да ме отргне. Треба да имаме таков цврст став. Што е тоа што може да ме соблазна мене? Зошто? Словото, Господ, треба да се подпираме цврсто. Без разлика на било какви подбуцнувања, на префрлања, треба да стоиме цврсто до Словото. Затоа што ако денеска, пазите, имате и друга ситуација, денеска имате една економска криза широм цел свет. Сите немаме пари. Ти кажем, сите немаме пари, сите кредити, кој е ова, кој е она. Преживуваме на некој начин. Меѓутоа, ако ние денеска на оваа економска криза паѓаме, а што ќе биде утре кога нема да смееме и нема да можеме да купуваме и да продаваме? Кога ќе биде донесен неделниот закон? Кога ќе има присилни мерки? Посејаното пак во трње е оној кој што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливоста на богатството го задушува словото и тоа станува без род. Виде во првиот случај, го слуша словото, но не го разбира и ѓаволот го зема, го трга настрана. Вториот случај, заради словото, гонење, непријатности, искушенија, се соблазнува. Овде вели, во третиот случај, го задушува, самиот го задушува, поради тоа што мислите му се во проблемите, во грижите за тоа како да обстанеме, во примамливоста на богатството и така натаму и така натаму.
Треба да се запрашаме дали растеме како жито или всушност може би сме какол. Битен е секој ден. Значи не е битно. Од ова видовме една убава поука, можеме да кажеме, ми доаѓа сега мисла, иако не ми беше во предвид да го кажам ова, дека не треба да се занимаваме со тоа кој е какол, а кој жито, туку треба да се занимаваме со самите себе си. Дали ние растеме како жито и утре ќе донесеме плод, односно веќе треба да имаме плод, плодот на духот, или пак всушност нешто друго сме. Да не сме можеби само измамени. Како што кажав, Словото го предизвикува решетањето. Еве и неколку цитати од, да не речете дека сум уништувач на книги, сега гледате Лисија тука од книгата Последните настани, или како се викаше, мислам, постариот настани на последното време. Ова е таа книга која што морав да ја расколпам, за да ја скенирам дома, за да го имаме новото издание, да се искористам со лисијата. Листовите, или како е поправилно. Еве еден цитат овде. Има повеќе, но еве ќе прочитаме некој. Запрашав, што значи решетањето што го видов, вели Елен Вајт. Ми беше покажано дека тоа ќе биде предизвикано од отвореното сведоштво на кој што верниот сведок го објавува во својата порака до Лаодикеја. Тоа ќе влијае на срцето на примателот и ќе го наведе да го издигне знамето и да го објави да ја објави вистинската вистина. Вака е преводот. Некои нема да го поднесат тоа отворено сведоштво. Тие ќе станат против него и тоа ќе доведе до решетање во Божјата црква, меѓу Божјиот народ. Што предизвикува решетање? Пак Словото. Онака чисто, како што е од Господа дадено. Сведоштвото на верниот сведок. Видите други цитати. Ова е за препастувачки, ова е првиот што ќе го прочитам. Ова се цитати сите од 12 глава во Настани на последното време, значи оно е целосно издание, 12 глава под наслов Решетање. Свечено изјавувам пред црквата дека помеѓу 20 на верници, чии имења се наоѓаат во црковните книги, е тешко да се најде барем еден кој би бил подготвен да ја заврши својата историја на оваа земја. Ова е напишено 1893 година. А како е во 2013? Колку години имаме тука? 120 и 130 години скоро. Меѓу 20, ниту еден, односно, тешко е да се најде барем еден кој би можел да ја заврши својата историја на оваа земја, значи успешно да ја заврши. Во црквата ќе се појават поделби, ќе се формираат две страни. Пшеницата и каколот ќе растат заедно до жетвата. Ќе дојде до решетање. Плевата мора на време да се оддели од пшеницата. Видејќи беззаконието се умножува, љубовта на мнозина станува се постудена. Токму тоа е времето кога вистинските христијани ќе бидат најсилни. Да, разочарувачки делува и сето тоа. Меѓутоа, тогаш, како што вели во еден друг цитат, Елен Вајт, треба да се полнеме со љубов и топлина од студенилото на другите. Интересен е тој цитат. Ние живееме во време на решетање, во период кога се што би можело да биде изрешетано на вистина ќе биде изрешетано, дали на ваков или на ваков начин. Бог нема да им гледа низ прсти на оние кои што ја познаваат вистината, доколку со зборови и дела не ги почитуваат неговите заповеди. Односно не го живеат животот христијански. Кога оние кои што добиле предимство и можност да ја запознаат вистината, а кои сепак и понатаму го попречуваат делото кое по Божја волја треба да биде извршено, ќе бидат оттргнати од нашата средина. На Бога не му е потребна служба на луѓе кои што се обидуваат да им служат на двајца господари. Кога неволите ќе почнат да се трупаат околу нас, ова се значи само објаснување на претходните стихови што ги читавме, кога неволите ќе почнат да се трупаат околу нас, во нашите редови ќе дојде до намалување и до обединување. Интересно, до намалување и до обединување. Некои кои сега се подготвени да влезат во борба, во времето на вистинската опасност ќе покажат дека не граделе на цврста карпа, ќе попуштат пред искушението. Оние кои добиле голема светлина и уживале скапоцени предимства, но не ги искористиле,
под овој или оној изговор, ќе заминат од нашата средина. Кога Божиот закон ќе биде прогласен за неважички, а тоа е кога? Повторно неделниот закон. Тогаш дефинитивно, јавно ќе биде кажано дека не е важички. Кога неделата треба да се светкува, тогаш Божиот закон дефинитивно е неважички. Ќе биде прогласен за неважички, страшни неволи ќе доведат до решетање во црквата и многу повеќе верници, пазите, многу повеќе верници, отколку што мислиме ќе ги послушаат лажните духови и науките ѓаволски. Многу повеќе отколку што мислиме. Но пак ќе кажам, тоа се тие последни времења кога дефинитивно ќе се види кој е кој, но битно е денеска, битно е секој миг всушност да растеме како жито, да работуваме со Господа, со повиците на Духот Свети, со неговите предупредувања, со неговите совети. Тоаш ќе биде веќе касно. Тоаш не може да оформи никој од нас карактер. Карактерот се формира секој ден. Нека Господ ни помогне да навистина соработуваме со Него, да го слушаме Неговиот глас, тој тивок глас, затоа што Господ сака да бидеме плодоносни. Господ сака да направи од нас садови, кои што ќе бидат достојни за посветување, за садови луѓе кои што ќе го прослават Господа и ќе го прослават Неговиот карактер и Неговото име. Јас, моја молитва и желба е да сите ние бидеме во амбарот Божи. И да не се секираме на настаните кои што доаѓаат, ако сме цврсти, ако градиме на карпа, тогаш ни една бура, ни една неволја не може да не помрне. Нека му слава на Бога. Амин.